Се чувствува во јавноста така, нели можеби грубо ке звучи, двојство дека постои помеѓу постарата генерација и вие како помлада генерација која што е поприсутна во јавноста и преку социјалните мрежи и преку директните контакти. Дали и по други прашања имате некое такво двојство, па се решава по пат на послушание? Знам дека еве владиката Петар во Австралија има забрането на свештените лица дури и да го употребуваат Фејсбукот. Дали можеби вие за тоа добивате некои пенали, да кажам, на тие седници на синодот и од господин Стефан, морате да покажете некое послушание и да се правдате на крајот на краиштата? Не, значи секој владика си е независен во своето работење во својата епархија. Те према тоа не може ни да се даваат некои послушанија, односно да се санкционира нешто. Секој си има свој пастирски пристап кон нештата, секој сам си го прави тој пастирски пристап. Еве, деновиве имаше и некоја информација по медиумите дека и рускиот патриарх Кирил дал препорака до монаштвото да не се користи интернетот преку нивните компјутери и мобилни телефони. Има смисла и таа забрана, бидејќи и интернетот може да стане пасија, интернетот може да стане една наша. Но вие имате спротивен став. Да, меѓутоа, значи зборувам за оправданоста и на таа изјава. Значи, ако стане тоа посилно од нас, ако повеќе од времето го поминуваме на интернет, наместо да бидеме реално со паствата, тогаш доаѓаме до една заробеност од една страст, како што е и секоја една друга страст, например алкохолот или наркоманијата. Така може да се јави таа страст на зависност од интернет и затоа се препорачува, значи од страна на патриархот. Од друга страна, значи сум пишувал и текстови за тоа дека потребата од интернетот и од тај брз проток на информација е неопходен во ова време, што е мој личен став, бидејќи најлесен пристап до информации и најбрз проток на информација имаме токму преку социјалните мрежи, преку кои можеме да организираме некој настан и сето тоа брзо да ја пренесеме информацијата и има ефект сето тоа. Еве и овие последни случувања благодарение токму на тие социјални мрежи, на тој интернет и Facebook, успеа толку брзо да се прошират и да има таков еден ефект меѓу народот.